Па чувството да победуваме многу убаво, кога ќе победиш се чувствуваш многу убаво. Се гледа дека ти си тренирал, дека имаш квалитет. Ти прави задоволство да тренираш, се повеќе и повеќе те мотивираат успесите на меѓународните турнири и на Балканското првенство и на Европското. Во 2018 година исто имавме голем број настапи на меѓународни турнири, каде што имав освојувано златни медали, сребрени медали, а на многу меѓународни турнири исто така бев прогласуван и за најдобра борачка на турнирот, најдобар техничар. А во 2018 можам да го издвојам Балканското првенство, каде што го освоив второто место, исто така и настапот на Европското првенство, каде што бев прво девојче од Македонија што застапило победа на Европско првенство и таму го издвоив 11-тото место. Например, ние кога одиме на првенствата што ги организира Федерацијата, државните првенства и зборните првенства, на машките им се доделуваат пехари и медали, ги рангираат, а напротив на нас нема ниту пехари, ниту медали, ни даваат само по една диплома и ние си одиме дома разочарани со скршени срца. Исто така за машките се организираат голем број кампови и настапи на меѓународни турнири од Федерацијата, а нас не изострануваат и нема за девојчињата толку многу кампови и турнири. Боречката федерација, значи од појавата на женското борење пред околу 30 години, она никогаш не се правно средила во однос на женскиот спорт. Иако насоките по однос на нашите националното законодавство и по однос на меѓународното законодавство, нашата федерација била обврзителна да се хармонизира и да создаде правни и програмски предуслови за изначување на борењето, женското борење и машкото борење во слободен стил и грчки стил. Статутот човек како највисок правен акт, членот 32, не ги значува машките и женските. Самата комисија утврди дека актите на Федерацијата, како статутот, така и сите оние акти кои понатаму требале да се донесат и одлуките за самото организирање на надпреварите не се усогласени со сите оние закони од областа на родовата еднаквост и заштита од дискриминација. Таа не го препозна овој проблем само кај Федерацијата за боречки спортови, туку почувствува дека тој проблем се јавува кај сите федерации, односно општо во целата таа област на спортот. И токму затоа ги заложи не само оваа федерација, меѓутоа и сите федерации да ги усогласат своите акти и сите, односно статутот и сите останати интерни акти, меѓутоа и самото постапување при организација и одржување на ваквите надпревари во согласност и со уставот, меѓутоа и со овие два закони кои ги напоменав, кои се однесуваат за заштита од дискриминација. Секако дека има влијание, јас сум свесен како тренер и го гледам оние деца, се уште целиот проблем не може да го разберат. Не може да разберат бидејќи нашата федерација не само што врши дискриминација, него работи нетранспарентно. Сето тоа и немањето информации влијае кај нив да се појавува, да кажем, таа можеби малку несигурност што ќе биде поратаму, дали ќе се реши прашањето, бидејќи прашањето трае втора година, значи со проблемите. Меѓутоа, пак ќе повторам, благодарение на нашите разговори со нејзините родители, не само нејзините, на целиот куп, имавме состаноци заеднички, благодарение на Сдруженијето кој ни дава силна подкрепа, благодарение на нашиот адвокат Благоја Пандоци, кој е навистина еден изводнен човек, кој доаѓа некош на тренинзи
исподелуваме ние разговори и така успеваме во овој период да ги мотивираме нашите спортистки, збориме сега за женскиот пол, да можеме да одржаме некоја ниво високо на тренинг процес. Тоа не е доволно. Дискриминацијата може да предизвика сериозни ефекти како и по емоционалното, пред се по емоционалната состојба и здравје на луѓето, особено го гледаме тоа во овој случај. Се работи за борачки кои постигнувале успеси, се трудат да се унапредат себе си и своите спортски вештини, меѓутоа од друга страна не гледа дека некој ги вреднува и дека се изедначени како и борачите. Морам да кажам дека во овој дел институциите, односно судот, би требало да постапува многу побрзо по овие предмети, бидејќи во самиот закон е предвидена итност на постапувањето во овие предмети, но не знам, мислам дека во оваа ситуација судот има потфрлено во делот на итноста, бидејќи понекогаш брзата заштита значи многу повеќе отколку заштитата која се добива многу покасно. Сметаме дека во двете постапки имаме дадено доволен број на докази кои што би требале да резултираат со позитивна пресуда во која што ќе се утврди дискриминацијата и ќе се задолжи Боречката федерација за да ги отклони оние дискриминаторски пракси кои до тогаш ги има спроведувани. Тоа што сите мислат, нели, дека борењето е машки спорт, напротив, не е така. Има и многу девојчиња што тренираат борење. Во другите држави е многу повеќе застапено него кај нас. Тоа нас не мотивира за да успееме што повеќе.